Почитувани, транспортерите и превозниците на патници се заборавени од владата. Секторот без кој животот не би бил ист, без кој нема да имаме доволно храна, лекови и други намирници во маркетите и аптеките, секторот без кој извозот ќе згасне и фирмите ќе треба да затворат е оставен на цедило без никаква помош од владата. Себичната влада се грижи за олигарсите, ама не и за граѓаните и фирмите кои се вистинските херои. Сега е време на солидарност. Тоа се зборовите на владата на Република Македонија и во целост се согласуваме со вас. Но бараме таа солидарност подеднакво да се однесува на сите правни субјекти без разлика на нивната големина, домашен или странски капитал или на која гранка и групации припаѓаат. Во таа ваша солидарност, за жал, не припаѓаат транспортните фирми и фирмите за превоз на патници, кои се оставени сами на себе да се снаоѓаат како знаат и умеат, без никаква поддршка од владата, која за некој е маќа, а за некој мајка, која носи брзи и непромислени и неиздржани уредби и решенија, како што е случајот со покачувањето на акцизата на горивото во услови на криза и пандемија. Во сите држави во светот, па и вклучително и во земјите од соседството, се носат мерки за намалување или одложување на плаќање на даноците, се со цел да се зачуваат минималните екзистенционални услови на граѓаните кои без своја вина ќе седат дома и ќе ги затворат своите бизниси, за да можат по завршување на целосната изолација, чекор по чекор, да започнат одново со свој бизнис. Затоа напоменуваме дека мерките кои се прават од нашата влада, во споредба како се прави тоа во другите влади во Европската Унија и во соседството, се незадоволителни. Наместо празни флоскули, очекуваме реални решенија и помош за сите. Токму затоа, во таа насока ги предлагаме следните мерки. Под број 1. Субвенционирање на 50% од бруто платата на работниците во овој сектор. Под број 2. Ослободување од плаќање на патарини и царински давачки за превозниците во периодот додека трае состојбата со пандемијата во Македонија. Под број 3. Субвенција во висина од 5 денари по литар потрошено гориво за сите транспортери. Под број 4. Субвенционирање на 50% од средствата кои се плаќаат за надоме за патишта и задолжителна автоодговорност на сите автобуси и камиони до 12 месец 2020 година. Ние сме свесни дека предпријатието за јавни патишта има своји обврски, но исто така сме свесни дека може овие мерки како држава да ги издржиме додека трае кризата. Потоа, како број 5, брз поврат на ДДВ на превозните трговски друштва заедно со камата за задоцнета исплата, што ќе значи дотур на свежи пари за одржување на дневната ликвидност. И под број 6, регистрацијата на возниот парк, кој представува голем издаток за превозните трговски друштва, да се исплаќа на рати, на минимум 6 месеци од датата на носење на уредбата или пак да се продолжи рокот за важење на истите до периодот на траење на вонредната состојба, како што е пример со сите други званични документи. Почитувани, превозниците се значајна алка во процесот на надминување на проблемите со коронавирусот. Тие се грижат за редовна достава на храна, лекови и сите други намирници од клучна важност на граѓаните. Токму затоа оваа потребна помош е многу важна за нив. Ви благодарам на вниманието.